Вработените во агенциите и регулаторните тела како административци со новите измени во Законот за административни службеници, овие независни институции влегуваат под иста капа со министерствата, па така одсега во АЕК, Регулаторната комисија за енергетика, за домување, Комисијата за хартија од вредност и во други, на некој начин повеќе нема да можат самостојно да се носат одлуки за одредени работи, но со оглед на тоа дека и овие вработени се со повисоки примања од другите административци, деновиве се постави дилемата што ќе се случува со нивните плати, но и функционалноста. Министерот Минчев уверува, нема да има кратење, тие ќе стагнираат. Во регулаторните тела имаме ситуации каде што одредени вработени, зборам, оние кои што обавуваат иста дејност, значи архивар во една институција и во друга институција, сметководство во една институција и друга, имаме ситуации каде што некои вработени земаат и од 80 до 100% повеќе плата од останатите. Но платите нема да се намалат. Нашата цел во овие законски решенија е да го сопреме процесот на самостојно покачување на платите со цел овие кои што земаат повеќе да запрат, а оние кои што земаат помалку и за кои што морам да кажам дека навистина имаат скромни плати, да успееме тие средства да ги пренасочиме кон тие. На ова реагира од независните тела и агенциите. Во дописот до кој дојде Телма, кој е адресиран до председателот на Собранието Гаши, а на кој се потпишани од овие институции, се наведува дека со измените се прави упат во нивната независност и самостојност, бараат да се променат законските решенија. Вчера и од синдикатот УПОС напоменаа дека пред распишување на локалните избори има 730 објавени огласи за обработка, нешто што никогаш во историјата не се случило. Минчев пак уверува дека станува збор за процес кој трае 6 месеци, а не само сега, и дека ќе се пополнуваат празни места.